да го напуштиме малку нашето студио, затоа што Ивана не чека со незината соговорничка, да видам дали е се подготвено. Се е подготвено. Ивана, добро утро, фестивал за литература и општа култура, нешто што ни е потребно на сите и неопходно, така? Токму така, Искра, добро утро до тебе, добро утро и де сите гледачи на нашата утринска програма. Ве поздравуваме од книжарницата на литература во трговскиот центар Diamond Mall, каде што токму од утре ќе почне да се одржува фестивалот на општа култура и литература, кој што го носи насловот Видик и ќе трае се до 16 април. За тоа што се ќе понуди ова второ издание на фестивалот Видик, ова утро ќе разговарам со Ана Несторовска. Ана, ќе ви посакам добро и убаво утро. По успешното прво издание на фестивалот на општа култура и литература Видик, оваа година го организирате и второто издание. Колку сте задоволни и како помина еве првото издание на Видик? Ви благодарам и за поддршката и за тоа што решивте да снимите за нашиот фестивал. Така Видик минатата година се одржа за прв пат и представуваше еден уникатен спој, фузија помеѓу сите области на културата. Застапени беа и ќе бидат книжевност, музика, театар и сите други области кои што се потребни и потребно да ги поддржиме и да ги застапиме во еден фестивал. Ги споивме на еден необичен, уникатен начин, значи книжевност со музика, театар со видео и слично. Минатата година имавме цел месец траеше фестивалот, се покажа како многу успешен, се покажа дека на публиката и треба таква содржина, дека на Скопје му треба таков фестивал кој што ќе ги поддржи пред се артистите, авторите и ќе им понуди на гледачите, на посетителите на квалитетна содржина. Така, на откаде потикна идејата за да се направи еден ваков фестивал, кој што оваа година ќе трае 2 седмици, но минатата година траеше 1 година, откаде потикна идејата и како настана фестивалот? Па токму потребата да се представат сите нови и уникатни дела, пред се книжевни во литература МК во нашата книжарница, се отвори како потреба да ги застапиме и останатите уметности, останатите области на културата и да ги споиме во еден комплетен производ, така да во овој простор во литература МК во Diamond Mall имаме можност за представување на различни изведувачи, така да и оваа година ќе биде за секоја публика по нешто ќе има. Така, што ќе биде во фокусот, верувам дека сите оние влюбеници во убавиот пишан збор ги интересирани или што ќе понуди еве овогодишното издание на Видик? Така почнуваме со книжевен настан на 2 април од 19 часот ќе се одржи промоцијата на новиот роман Оливера Кероезировска Три Марии. На настанот имаме, освен тоа што ќе се представи книгата, ќе имаме и читање од 3 актерки, познати македонски актерки, Катерина Коцевска, Билјана Драгичевиќ и Симона Динковска. Понатака наредниот ден очекува театарска представата Лектира. Понатаму имаме, односно лекција се извинувам, во петок ќе ја представиме конечно долго очекуваната книга за Ѓорѓе Балашевиќ, Панонскиот адмирал од Иван Ивачковиќ. По промоцијата ќе има и музички настап на Рамбал Акустик, кој што ќе отствери познати номери од Балашевиќ. Во сабота не очекува музички настап на новата македонска музичка звезда во Подем Дина Јашари. Концертот ќе биде во 21 часот. И во недела, значи да ја заокружам оваа недела, во недела имаме настан за деца, односно музичко-театарска представа Волшебната флейта на Вулфи во изvedба на музичка кутија. Следната недела исто продолжуваме со силно темпо. Во вторник ќе имаме еден интересен настан, изложба на илустрации од познатиот наш илустратор Ване Косторанов, негови илустрации од детските книги. Настанот се нарекува Сништата, Созвездие на сништата. Понатаму, наредниот ден имаме повторно книжевен настан, го промовираме новиот роман на Моџа Килингтон СФСН, станува збор за партизански роман, многу интересен, се надевам ќе им се допадне на читателите. Следува исто така музичка програма и театарски настап за во сабота да имаме заокружување со настап на Зарина Прва Севда. И наредната недела, односно во неделата, ќе имаме повторно настан за деца, исто така во изvedба на музичка
кутија ќе имаме представа која што ќе представи еден познат светски музичар. Во вторникот од последната недела, на 15 април, го обележуваме Светскиот ден на уметноста со представување, со изложба и со видеопроекција на планетариум од Киро Урдин, нашиот познат уметник. Решивме со него да го одбележиме овој светски ден. Ќе имаме изложба на негови афоризми и фотографии. И последниот фестивалски ден завршуваме повторно со книжевност, промоција на сонетниот венец на Владимир Мартиновски. Ќе имаме поетско читање заедно. Владимир ќе го чита дел од поетскиот венец заедно со Билјана Стојановска. Поетскиот венец се нарекува Часови без часовник, пошто ќе завршиме со еден музички настап, Джез Буки Види на Јане Костурски квартетот. Така да, како што кажав, има еден убав спој на книжевност, на литература, поезија, джез музика, музика за деца, етномузика, театар и така натаму. Да, навистина се она што е потребно, нели се она што е опфаќа културата, богата програма на овогодинешното издание на Видик. Како може да се набават влезниците, каде може да ги набават сите некои што сакаат да присуствуваат на некој од овие настани? Книжевните настани и изложбите се од отворен карактер, значи за нив не треба влезница. Влезница единствено треба за театарските представи, за музичките настани, бидејќи е ограничен капацитетот. Влезниците веќе се достапни на сајтот на Литература МК, може да се купат, или пак во Литература МК во Diamond Mall. Одлучивме средствата од продажбата на влезниците за театарските и за музичките настани да ги донираме за настраданите покочени. Ана, ти благодарам за одвоеното време. Ви посакувам успешно второ издание на Видик и веќе прераснува во традиција, нели чим се одржува и второ издание на овој фестивал. Ви благодарам. Ние ќе ве поздравиме токму од Литература, од Трговскиот центар Diamond Mall, каде што и ќе се одржи, односно од утре ќе започне второто издание на фестивалот на општа култура и уметност насловен Видик, и ќе ве поканиме да присуствувате на некој од настаните се до 16 април. Ти благодарам многу, Ивана.